Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Како се менува интимната регија кај жената со текот на годините? Какви промени може да се забележат кај надворешните женски генитални органи и вагината? На кој начин влие вагиналното породување врз здравјето и функцијата на овој женски орган? Што е со периодот на перименопауза и менопауза, кога драматично се намалуваат нивото на женските хормони, како што е естрогенот, зошто доаѓа до вагинална атрофија? Постои ли начин за подмладување на вагината и воопшто на женската интимна регија? За естетската гинекологија денеска разговараме со доктор Виолета Николов, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Жан Митрев. Денеска имаме една навистина интересна тема, затоа останете на телма и следете не по рекламниот блок. Разговорите за изгледот и промените на женската интимна регија може да биде непријатно за повеќето жени. Но не сме да има табу теми кога станува збор за здравјето. Токму денеска на оваа тема зборуваме со доктор Виолета Николов, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Жан Митрев, со неа детално за подмладувањето на женската интимна регија и естетската гинекологија. Добре ни дојдовте, докторке, во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Добар ден и мислам дека гледачите што не гледаат и уживаат. Се надевам дека ќе допреме до теми кои што ќе ги заинтересира. Ќе ги сакале да ги заинтересира, ако може да прашаат, отворена ќе биде емисијата нели за прашање. Така, ќе биде отворена денешната емисија за гледачите. Еве, можеме и од самиот старт да ја направиме контактна, почитувани од овој момент ќе можете да вклучите и вие со прашање, но сепак би препорачала првиот дел од емисијата да го проследите со внимание за да сватите за што точно зборуваме, бидејќи границите, кога станува збор за гинеколошкото и сексуалното здравје кај жените, се поместени. Денеска има една актуелна нова гранка во гинекологијата, наречена естетска гинекологија. Што опфаќа овој сегмент? Па самиот збор естетска гинекологија значи дека е сублимат од естетика и гинекологија, значи самите потреби за естетика. Значи веќе жената сака да изгледа добро од глава до пети, така речено, што значи естетиката ги отвори вратите веќе на конвенционалната гинекологија да испадне од некој стереотип и да почне да и нуди на жената процедури кои што ќе може таа да биде задоволна од самата себе, нели, и ние да понудиме за неа и она да го најде незиното решение. Дел од потребите и решенијата треба да ги знаат жените, затоа треба да се дојде на гинеколог, да се праша, а естетската гинекологија нуди сосема поинакви решенија. Ке зборуваме во текот на емисијата за сите решенија кои што може, за повеќето решенија кои што ги нуди естетската гинекологија, но ке започнеме од почеток. Каков орган е вагината? Дали секогаш е доволно еластичен за да може да успешно заврши породувањето, низ него да помине плодот, односно бебето? Па породувањето е нормален физиолошки процес, значи целиот животински свет уствари се, иако е централно место породувањето, нели тоа си има наназад кога ќе видиме цел процес. Првен љубов, двајца, партнери, па да дојде на свет новиот член, да речем, во фамилијата, без разлика. Значи, нели, дали се работи за животни или луѓе, сега зборуваме нели за луѓе. Меѓутоа, породувањето е еден физиолошки процес кој што доколку велиме спонтано нормално породување, во моментов главниот орган за кој што зборуваме вагината е физиолошки, таа може да претрпи промени баш во тој акт на породувањето, кога плодот ќе може да помине по вагиналниот канал, да излезе надвор и после има одреден период кога вагината треба да се врати во својата првобитна положба. Прво породување, второ породување, трето породување, таа се враќа, меѓутоа некогаш претрпува и промени нормално. Друго е кога жената ќе роди по оперативен пат, да речеме царски, друго е кога ќе роди спонтано, нормално, вагинално завршено породување. Сепак и едниот начин и другиот начин си има своји предности, си има своји негативности, меѓутоа во овој случај самото вагинално породување прави одредени промени на вагината,
од типот што можеби вагината ќе се врати после првото породување, после второто, третото ќе доживее намалување на тонусот на мускулатурата. Па жената ќе може во првите 6 недели, може и до првите 6 месеци да осеќа стрес инконтиненција, значи уринарна инконтиненција. Може, да, може. Не мора сите. Значи ова дека постојат, нели, ситуации кога може да се тоа да случи. Но не мора. Најчесто младите ги плаши таа состојба и можеби и да не се расшири вагината премногу, иако таа се враќа до одредена положба, многу зависи од начинот на живот на самата трудница, нели, да речам. Незиниот хигиено-диететски режим на исхрана, пушењето, значи се пиењето вода, значи храната како таа се исхранува, се придонесува да самиот орган колку повеќе ќе му дадеш во пред и после, тој толку ќе служи, како да кажам. Значи нема да биде, може понатаму жената ќе рече имам проблеми со акумулација на воздух во вагина, значи може би има болни сексуални односи. Значи сето тоа може да биде компликација не само од породување, може значи текот на годините кога се намалува дури сврзно ткиво, подпорно ткиво, сите се тие фактори кои што придонесуваат за тонусот на вагината да биде ослабен. Докторке, понекога за време на породувањето се случува вагината да биде пресечена и потоа сошиена. Ќе остави ли тоа лузна и некаков проблем со незината функција, но и еластичност? Па конкретно таа рана, да речеме епизиотомија, стручно да кажеме, гледачите сигурно знаат што е тоа. Значи, за да олесниме породување на плодот, а да не настанат расцепи, да речеме, на самиот интруитус на вагина, оправдано е да направиме засек или епизиотомија, за да го олесниме породувањето на плодот. Во спротивно може да имаме застој, други компликации. Значи, оправданоста од епизиотомија е да ние направиме најдобро за детето и за мајката. Сега понатаму вториот чекор е кога треба да се среди таа епизиотомија, може да биде идеална за време, нели, да се направи како што треба. Меѓутоа може да има и да не биде добро направена, па жената да има компликации, да биде недобро сошиена, па сега да не ме разберат и погрешно и гледачите, може да има компликации, па да не биде добро сошиена, па да се отвори раната, па жената ќе почне да загнои раната, може би од недобра хигиена, може. Значи, сите фактори, не само од медицинската страна, може од медицинската грижа била најдобро направена. Меѓутоа и пациентката, нели, како треба добро да се хигиената, да се прави на интимните делови, да почитува одредени правила, за да се биде како што треба. Меѓутоа, епизиотомијата знае да биде, бидејќи тоа е место каде што заздравува, треба да се залепат двете страни и прави тоа ткиво не е идеално како што непресечено ткиво. Има фиброза, знае да биде покруто, така да сега веќе естетската гинекологија нуди и за тој дел, или да биде отстрането, или има понатаму ќе зборуваме за PRP, дека доколку со PRP боцкање, значи олабавува, ткивото омекнува и така да нудиме решенија веќе. А докторке, доколку бебето било големо за време на бременоста и породувањето било комплицирано, постојат ли зголемени ризици за последици по здравјето на вагината кај жената? Големината на плодот, кога зборуваме за големина на плод, веќе тоа е уште пред да се врши породувањето, многу е битно да се направи фетопелвични мерки за дали ќе се заврши породувањето вагинално или оперативно со царски рез. Меѓутоа, ако гледаме дека мерките се добри, значи и на фетусот и карличните мерки на мајката, и се одлучуваме за вагинално, значи нема големо, не големо бебе. Значи, идеални пропорциите било да се заврши вагинално спонтано породувањето и, како што кажав и претходно, значи самото породување си носи свое. Дали, значи, понекогаш не можеме да збориме за голем плод,
Значи можеме да зборуваме за жената како го чувала своето тело. Значи како она се однесувала, дали пиела доволно вода, дали вежбала, значи мускулатурата, се си има во каква кондиција. Не мора да биде породилниот објект виновен да вагината остане проширена или тонусот на мускулите да бидат ослабени. Значи таа треба цело време да инвестира во своето здравје. Така, но за време на бременоста се јавуваат и промени во пигментацијата на надворешните женски гениталии. Понекогаш се јавува промена и во самиот отвор кај вагината. Дали тоа се случува кај жените кои што се породиле со царски рез? Да, тие промени се едноставно самата промена на хормоните, бременоста, значи тие хиперпигментации се нормални за бременоста, а за завршувањето на бременоста тие немаат улога. А ќе се повлечат овие промени во пигментацијата? Покасно треба да се повлечат. Некаде може да останат, ама не се толку јасни, толку изразени како што се за време на бременоста. Но се повлекува. Голем дел од жените после породувањето пријавуваат проблеми со сексуалниот живот. Тоа се однесува последицата, сето ова е последица на нарушената функција на вагината или на нешто друго? Па да, тука мораме да спомнеме, значи после породувањето сега доста се обрнува внимание и на психичката состојба кај мајката. Таа релативно и мораме да кажеме дека постои поврзаност со незината состојба, значи и начин кога психичката состојба не и дозволува да одредени да размислува објективно, нели, за таа постпартална депресија зборуваат. Мислам дека не знам дали имавте емисија за тоа, меѓутоа треба да се обрне внимание на постпартална депресија. И тогаш жената не е способна, значи малтене и за други работи да ги обавува, не само да обрне на интимните потреби нејзини, па на сопругот или партнерот за да зачуваат некој тек на добар, квалитетен, интимен живот. Меѓутоа, во првите 6 недели очекуваме да после породувањето да се врати се во нормала до 6 месеци. Доколку има било какви проблеми, како што кажавме, и со тонусот на вагината, тонусот на вагината, значи намалените сексуални сензации, тоа е се од еден орган. Значи тука естетиката може да помогне, така да младите мајки не мора да се плашат, било за тонусот, било за сексуалното задоволство, значи имаме било минималните инвазивни техники, бескрвни и крвни, значи може да го подобрат незиниот интимен квалитетен живот. Кај жените кои што се породиле со царски рез ќе дојде до промена во тонусот на мускулатурата на вагината? Тука веќе е индивидуално, иако самата земјина тежа, нели, плодот надоле кога тежи, значи тој карлично дно, значи нели попушта. Не можеме да кажеме дека тоа што она родила царски, па дека може да биде исклучена од некои вагинални проблеми. Значи повторно ќе речам, квалитетот на животот, како она го носи животот, како го негува своето здравје, така. Се препорачуваат ли кегеловите вежби да се прават во периодот после породувањето, пред породувањето или пак воопшто кај жената на одредена возраст, за да се зајакне овој дел од мускулатурата и да не дојде до проблеми со тонусот на вагината? Па вака сега, значи кегеловите вежби се наменети за зајакнување на мускулатура на карлично дно. Меѓутоа само тие понекогаш и не се доволни, бидејќи нема една вежба за сите жени. Значи не може еден модел за сите жени. Значи може моделот и да се менува. Значи не за некоја жена можеби 10 кегелови вежби се идеални и да вежба 5 пати неделно или 3 пати неделно, па ќе бидат доволни за друга. Друга можеби кегеловите нема да бидат доволни, па ќе треба да дојде на корекција за за процедури од естетска гинекологија, па
да треба третман, PRP, хиалурон, малце да подкренеме бешика, па да или лазерска терапија за каде што покасно ќе проговориме. Меѓутоа кегеловите вежби се бенефит, од нив не може да види она ниту зло, ниту нешто контраиндицирани до сега. Значи вреди да се проба, да се вежба, но битно е да се знае да кои се. Да, битно е да се знае кои се. Денес интернетот е отворен, можат слободно има да симнеш и на телефон, да си видиш вежби, значи вежби вежби за мускулатура на карлично дно. И тоа е тоа. Може се прават и вака додека зборуваме, додека седиме, во секој момент може да се изведуваат. Ке вклучиме гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас и поздрав до прекрасната докторка. Благодарам. Да, имам едно прашање до докторката. После колку време е потребно да се повтори третманот за вагинално подмладување? Ви благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Со колку време е потребно да се повтори, ако добро разбрав? Да. Еве веднаш да започнеме со што е тоа најнапред вагинално подмладување, па потоа ќе зборуваме за и периодот на менопауза кога исто така се јавува вагинална атрофија. Значи постои начин да се подмлади овој орган. Да, значи вагинално подмладување опфаќа, значи кога работиме во регијата баш вагиналната регија, бидејќи лаби големи мали, веќе таму зборуваме корекција анатомска за анатомија, форма, големина, значи други се тие корекции. Меѓутоа конкретно за вагиналното подмладување морам да кажам дека имаме PRP или плазма богата со тромбоцити. Значи тоа е пациентката сама за себе си дава. Зимаме плазма од незиното тело, се значи се зема крв взима, да, крв земаме, се центрифугира и после плазмата ја боцкаме на местото на значи тенденциозно она што и треба. Дали се работи за стресен континенција, дали се работи за сувост на вагина, значи различни потреби според тоа што пациентката како се жали. Значи доколку се жали за стрес, доколку се жали за намалени сексуални сензации, боцкаме Г-точка, клиторис, назначуваме и тука веќе она треба да има подобрување. Значи не можеме тоа да го видиме со голо око. Значи очекуваме она во коментар да каже, вајда нели во комуникација со докторот, дали е подобро или не е подобро. Значи доколку е болен сексуалниот однос, значи и тука исто се делува со PRP третманот. Значи опфаќа целосно во зависност од потребите на жената. Значи во зависност од нејзината желба. Нели не можеме да секој доаѓа заради различна потреба. Значи може да се истовремено, значи се користи во комбинација со хиалурон, значи затоа викаме филери да се исполни. Тоа како на лицето, за да се нанесува на сличен начин се боцка. Да, само што на лицето го гледаш. Така. А ваму жената чувствува. Аха. Значи и колку често треба да се прават овие третмани за да првично значи на 3 недели, 3 пати. Меѓутоа за одредена годините на жената значат и различен третман. Значи помлада жена, каде што очекуваме дека е во подобра кондиција, плазмата што очекуваме да добиеме дека ќе биде поквалитетна. Затоа кај постара жена која што е веќе во менопауза, можеме да употребиме плазма со активатор, значи за побрзо тие грофт фактори, за да побрзо тромбоцитите делуваат, значи го побудуваат буењето на сврзното ткиво, значи има разлика во годините, во менаџментот на самиот третман. Меѓутоа, по протокол, 3 третмани на 21 ден, по 6 месеци уште еднаш и после на година. Меѓутоа не се запира, значи еднаш годишно после инвестицијата си останува. Може да биде комбинирана со лазер третман. И се што е плюс, значи сега тука може да дојдат и кегеловите вежби, значи ништо нема контраиндикација. Иако PRP-то она сама за себе, значи нема ниту алергиска реакција, ниту, значи можеме. А болен е процесот бидејќи се боцка со игла? Локално анестетик се става и се боцка со мала инсулинска игла и
Значи не е страшен третманот. Жените се главно припремени кога ќе дојдат. Оние што не знаат и вака леле, може ќе боли, да, ама тие што веќе знаат, веќе кога ќе сака жената да направи некоја процедура од естетска гинекологија, веќе е спремна, се прави преглед пред тоа, значи мора да се знаат кои се незините желби, која е можноста, која услуга ќе ја добие, во смисла дали тоа она што го сака е можно, понекогаш жените сакаат и некои невозможни работи, така да се најде една средина, нели нормално за да она биде задоволна. Споменавте дека поради различни причини кај вас се доаѓаат жените за да направат некоја процедура која што е дел од естетската гинекологија. Има проблеми кои што се јавуваат во текот на перименопаузата и менопаузата, кога се намалуваат женските хормони. Што се случува со функцијата, со здравието и со изгледот на вагината во тој период? Па истиот начин, значи процедурите се, како што кажав сега што објаснував, значи и за Воопшто што се случува во однос на еластичноста на вагината, нели доаѓа до вагинална атрофија? Што е тоа вагинална атрофија? Па да, веќе вагината губи од еластичност, губи од секреција, значи веќе не е така речено влажна, бидејќи вагината сама себе си се чисти поради самите промени хормонски, значи таа лачи секрет кој што веќе во менопауза тој се намалува и затоа добиваме сувост на вагината. Тоа им смета на оние, значи тоа не значи дека кога веќе жената ќе влезе во менопауза и таа сувост треба да го скрати незиниот интимен живот и да ужи. Мит вела дека речиси да завршуваат сексуалните односи, сексуалниот живот во периодот на менопаузата. Па ако една студија имаше сексолози вика дека 70% од причините се произлегуваат од спалната соба, што значи квалитетен интимен живот, значи добар расцветан брак. Значи сите проблеми всушност се решаваат во спалната соба, така? Па не знам така. Повеќе вела дека така се решавале. Значи сувоста не треба да биде сувоста на вагината не треба да биде пречка за квалитетен сексуален живот, има решение и за тоа? Да, сега веќе не. Значи сега веќе естетската гинекологија, како што кажав, го нуди и тоа, значи во зависност од жената кој што чувствува, што и треба. Значи и сувост, значи може веќе во менопауза поради губењето на сврзното ткиво, потпорното ткиво, значи неќе и треба можеби мала поддршка за бешика. Можеби има проблеми при кивање и кашлање, можеби се подмочува. Атрофијата на вагината всушност доведува и до спуштање на останатите органи, поврзано едно со друго? Да, значи мускулите исто губат од тонус, значи не може веќе како да кажам, како се растегнуваат, ја немаат она цврстина, еластичност. Значи сега треба ние со нашите процедури да до некаде ги вратиме, ја вратиме потпората, ја вратиме еластичноста, го вратиме тонусот. Можеби не може да направиме нештото да личи 20 години како што личело, меѓутоа до некаде се враќа така поприлично. Жените се задоволни до сега. Што е многу важно. Доктор, ќе постојат ли некои препораки како да се превенира вагиналната атрофија? Со оглед на тоа што сите жени ќе влезат во период на перименопауза и менопауза, секогаш ќе се намали нивото на женски хормони, но има ли некои работи кои што може да се препорачаат за да се спречи овој проблем? Еве, како влие сексуалната активност врз здравјето на вагината? Па вака сега ако зборуваме од страна за менопауза, значи тоа е природен физиолошки процес и не можеме да го запреме. Што значи самото згаснување на хормоните едноставно е природно. И тука не можеме, значи колку и да се враќаме, не може, нема назад, единствено самата едукација, самата свесност кај жените, може би едноставно и годините, самата таа чувствува организмот зашто е спремен, зашто не е спремен. Може би предходно трчала, вежбала, па сега не може, ако вежбала 5 пати, сега ќе може 4 пати во неделата или 3 пати во неделата. Гледа според незините можности, така ќе го инвестира и незиниот живот, значи хигиено-диететскиот режим на живот ќе си го тера и со исхрана, значи за пушењето треба да размисли дали треба, дали не треба, бидејќи тоа делува со оглед на како влегува во години, значи си има и одредени болести кои што
нели не можеме да траеме 200 години. Едноставно годините си го прават своето. Го трошат организмот, значи систематските прегледи што треба да ги прави, ќе ги прави. Меѓутоа вложувањето, исхраната, овошје, зеленчук, здрав живот, трчање, пешачење, значи ако претходно трчала, сега ќе пешачи. Значи битно е да не запре од некои работи. Па и квалитетот на интимниот живот, ако веќе гледа дека нешто не оди, има каде да тропне на врата и да подобриме. Така вела дека редовниот сексуален живот го подобрува крвотокот на овој орган и дека тоа спречувало до некаде вагинална атрофија, значи тоа се препорачува како мерка за превенција. Да, можеби самиот сексуален акт сето тоа, значи одржува крвотокот, го одржува, значи и одржувајќи го крвотокот, значи сврзното ткиво не му дава да почне да атрофира. Значи се додека имаме добра циркулација е окей. Значи циркулацијата е многу важна. А што е со оние креми што се земаат, што содржат естроген и обично ги користат жените кои што забележуваат вагинална сувост? Дали тие може да помогнат во подобрувањето и на тонусот на овој орган? Или само е локален ефектот во однос на вложнувањето? Па тоа е главно топикално средство, значи локално се мачка, меѓутоа дека можеме да ги споредуваме маста со процедурите од PRP и лазер третман за вагинално подмладување, не можеме да ги споредуваме. Воопшто не може да се споредат. Како изгледа прегледот кога ќе дојде некоја жена кај вас и која што смета дека и е потребна естетска гинекологија? Што вклучува тој преглед? Вака сега жените, пред некој ден ми се јавува жена, значи таа уште не дојде на гинеколошки преглед и докторка, јас сакам да направам нешто од естетска гинекологија. Викам, добро, а што сакаш да направиш? Па нешто да направам. И викам, добро, дали за колку години имаш, дали имаш проблеми, почнувам, нели, првен изгледот, вулва, лаби, големи, мали, дали имаш проблем со анатомија, форма, нешто асиметрија, дали имаш на лабиите, па да правиме корекција на лаби. Викам, дали... Тоа се тие големи мали усни само. Да, големите и малите усни. И сега, ако, бидејќи ние кажавме таа група каде што естетската гинекологија може да помогне, таму тоа е надворешниот дел од значи тоа е вулвата, малите, големите усни, перинеум и може со текот на годините може првично анатомијата на жената да не се допаѓа на усните. Така, денеска може има достапни асиметрија. Фотографии, има нереални очекувања жените за тоа како треба да биде нивниот изглед дури и во интимната регија, па многу и млади девојчиња посегнуваат всушност по ваков тип на интервенции кога велат вака сакам, ама може ли како што се сака да се изгледа и во тој дел? Да, затоа треба преглед, нели? И почнуваш да прашуваш, значи првичниот преглед, дали ако исто така ако и наеднаш ослабела, се намалува телесната тежина, знае сврзното ткиво да се намали. И може големите усни, значи така да бидат висечки, да првично било се окей, меѓутоа текот на годините како го намалува сврзното ткиво или доколку е млада, а ослабе наеднаш, нема потпора, нема сврзно ткиво и сега ние можеме тоа да го направиме со филер да биде како што треба, како што она посакува или малите усни да ги коригираме, доколку има асиметрија и тие да се коригираат, значи доколку смета дека треба да биде изгледот потесен влезот на вагината, значи да се стесни влезот на вагината, иако и не само минимално инвазивна хирушка процедура, значи тоа го нуди првен и PRP со лазер, значи каде што нели самото сврзно ткиво кога треба да се поткрене, значи стеснува одреден простор. Така да имаме комбинација што можеме да правиме. Не сме од старт едно сме направиле, па немаме веќе што понатаму. Значи имаме што да понудиме за првен, зборувам сега за изгледот надворешен, а после веќе доколку жената се пожали на одредени да речеме слабост на вагинален зид за подмочувањето, нели што зборувавме, или па болни интимни сексуални односи, или не намалена чувствителност во време на сексуалните односи, сексуална чувствителност, значи може да биде исто дел од вулвата е клиторисот, можеме и тој да го
како да кажам, да го зголемиме, значи делот со боцкањето. Така сензитивноста ќе се зголеми? Да, па кога ќе го зголемиме, ќе дојде тој до израз и на тој начин подобро ќе може да, нели, чувствата, сензациите, тоа ја води жената. Значи таа доколку се жали на намалена сексуална сензитивност. Исто така, не само клиторисот, може мала инвазивна хирушка интервенција да се открие, значи бидејќи знае да има како капа делот кожата да го крие самиот клиторис, па да се отстранува делот таа кожичка и ќе си дојде клиторисот да се појави како што треба, за да биде, нели, оргазмот, сексуалното чувство да биде подобро. Поизразено. Да. Веќе во вагина, доколку истите се жали на исти сензации намалени, се боцка Г-точка, значи повторно може да и се, нели, тука да и се подобри повторно сензацијата на жената. Значи многу е битно што она сака, што можеби партнерот сака, па двајцата да најдат решение. Значи квалитетниот интимен живот значи компромис. Може ли нехирушки да дојде до стеснување на вагината? Или за тоа е потребна хирургија? Да, еве до сега значи комплетно сето тоа може да доведе значи нудењето на овие PRP третмани и ласерот е комплетно посекуваниот резултат. Значи без хирургија. Без крвна процедура која што го нуди тоа. И тоа претпоставам дека треба да се повторува. Да, како што кажав, колку време трае ефектот од една процедура? Колку време процедурата трае? Не, колку трае по процедурата, колку време ќе трае ефектот, односно она што е постигнато. Бидејќи сите тие филери се апсорбираат во телото. Да. Повторно ќе кажам, многу зависи од начинот на живот на жената и од годините на жената. Доколку работиме, да речам, 30 годишна жена, 45 годишна, има многу голема разлика помеѓу 50 и 60. Така. Така да за некого можеби првично 3 третмани на 21 ден, значи првичните се, нели, тие што треба да се поминат, сега наредното кажуваме на 6 месеци па на година. Можеби 6 месеци, за 6 месеци жената ќе има се уште добар квалитетен живот, да речам, значи сите тие желби што ги имала се добри и се коригирани, меѓутоа може па 7-8 месеци, значи да не биде точно за 6. Не можеме да се ограничиме точно на 6, можеби 7-8, меѓутоа повторување мора да има. И на тој начин се одржува квалитетот, тонусот, сензациите се подобруваат. Значи колку она сака, толку. Тоа зависи до неа. Што е со жените кои што туку се породиле и сега стравуваат како ќе биде нивното сексуално здравје, но и нели функцијата на овој орган е многу важен. Кога треба да се јават на еден преглед, доколку смета дека има потребна естетска гинекологија? Па вака сега, значи првиот преглед после породувањето го имаат на 6 недели и тогаш веќе сметаме дека во глобала ситуацијата е вратена во целосно матка, вратена вагина, дека целосно се е вратено во до 6 месеци максимум. Така да на 6 недели жената може да дојде кај матичниот гинеколог, да речам, или доколку сака да се консултира со гинеколог за она има проблеми и сака да се консултира со гинеколог што прави естетски процедури, значи после 6 недели може да закаже преглед и да се консултира. Првично да мора да се направи консултација. Никој одврата не влегува и не прави боцкање дури и за лице. Може би има ваква процедура, таква процедура, па што да се одбере најдоброто. Многу е битно да се одбере најдоброто за жената. Бидејќи, како што реков преска, многу од жените и не знаат што нуди естетска гинекологија. Значи, од бескрвни, нели, боцкања, филери, PRP, хиалурон, ласер, радиотерапија, радиофреквентна, значи минимално инвазивни хирушки процедури, до големите хирушки корекции, кога веќе имаме пролапс или на матка, или на преден зид, заден зид, па тогаш веќе тоа е оперативна техника. Значи, кога има пролапс, односно неволно испуштање на урина,
третманите со PRP или пак со некаков друг филер нема да го дадат посакуваниот Во резултат? зависност од степенот на пролапсот. Значи, почетен прв степен може. И другото, затоа инвестицијата е да пред да почнат сите симптоми. Значи, така речено стрес инконтиненцијата, значи само накивање, кашлање, тогаш веќе не станува се уште збор за пролапс, меѓутоа веќе има почетно, значи слабост на мускулатура, каде што жената треба да дојде на преглед да се види. Кај нас кои се позаинтересирани, дали младите или пак повозрастните жени, бидејќи во регионот веќе отворено се зборува за овој тип на процедури, јавните личности излегуваат, отворено раскажуваат за тоа како минале. Сузана Манчич има направено пред известно време. Таму медиумите пишуваат. Значи во соседната земја, еве Србија, значи они се поотворени. Кај нас жените се уште не се доволно информирани, можам да кажам, бидејќи само што преска што кажав дека сакам да правам, ама не знам што. Ама сакам да правам. Ама сум слушнала. Значи треба да знае што сака, нели кој ќе дојде за да и понудиш. Меѓутоа главно се тоа не можам да кажам дека има разлика во годините. Значи главно се жени кои што тоа се жени кои што најчесто пробале на лице боцкање и знаат што е, и сега се одлучуваат, виделе бенефит на лицето и сега доаѓаат и за процедури да искористат и од естетска гинекологија. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Сакам да ја прашам докторката за вагинален пролапс, до која годишна преденците на вагина, до која годишна возраст се прави? Така, само уште некои детали да не ви требаат во однос на... Па вака по гласот се работи, значи за... Така, за повозрастна господја. Доколку, значи, кажав, прв степен на пролапс, значи, тоа веќе втор, трет, веќе скроз е ослабена мускулатурата, каде што овие процедури нема да помогнат. Може ќе помогнат во таа атрофија, во лубрикација, во меѓутоа дека ќе ја кренат матката, не. Значи веќе ќе оди тука хируршки третман. А што доколку кај жената се јави проблем со испаѓање на вагината и матката, тоа е тоа, значи доколку излегува надвор, тогаш ова не може да биде решение, во никој случај мора тука хирургија. Да. Веќе штом почнала втор степен, трет степен, четврте веќе кога излегува надвор. Меѓутоа тука веќе мускулатурата, лигаментите се толку ослабени што нема никаква поддршка за да се вратат тие во нормална состојба. Значи нешто тока само што почнало да слабее и кој ќе му дадеш бустер доза за да се врати во нормала, тогаш е друго. А вака веќе кога се практично истрошени, не можеш да го ревитализираш, значи реанимација никаква не можеш да му дадеш. Така, расте ли интересот за естетската гинекологија кај нас? Па веќе на големо зборуваме, нели, женско здравје, значи веќе женско здравје не значи само лекување на болест. Сега веќе значи дека на жената и се нудат процедури за да стане таа задоволна сама од себе, да почне да мисли за нејзиното либидо, да почне да мисли за нејзините потреби, дека не треба веќе да ги ќути нејзините проблеми, за се има решение и дека со самото тоа што еве доволно е стрес инконтиненција да се реши и таа храбро ќе застане, значи нема да осеќа ниту еден момент на намалена самодоверба дека нешто ќе се подмоча, па дека треба да истрпи некој срам. Значи нема срам во прашањата, срамота е само да не прашаш. Доколку не си информиран, значи сега тие што се информирани треба да циркулира таа информација. Затоа и емисијава, нели, да ја кренеме свесноста на самите жени и за да знаат дека постои начин на решавање на некои проблеми за кои што можеби и не знаеле дека се проблеми. Можеби намалената сексуалност за нив е нормална. А за партнерот да не е. И тука да доаѓа проблем.
А можеме да го решиме тоа доколку сака таа. Така, значи има решение за некои работи кои што се сметало досега дека се без решение. За кое што таа не треба да и биде срам за да праша. Значи, жената... А имате ли искуство дека кај нас отворено зборуваат за овие прашања? Доаѓат ли на гинеколог, ете, бидејќи имаат проблем со либидото, со сексуалниот живот? Тие жени што влегле во канцеларија се малку во споредба со тие што ќутат. Значи, треба да ги побудиме тие што ќутат. А тие што дошле веќе знаат дека има решение за нивниот проблем. Значи, треба да ги најдеме тие што ќутат за да разберат. Значи, жената кога ќе стане свесна за својата женственост, не е со првата со дефлорација. Значи, таа ќе стане свесна за себе кога ќе стане свесна за своите атрибути, кога ќе стане свесна за својата сексуалност, кога ќе почне да реагира на чувства, на сензации, кога ќе почне да со својот изглед да биде задоволна само од себе и кога настапува така. Кога почнува да се врти кон себе, веќе почнуваат други проблеми. А кога веќе ќе има и други проблеми, дали е добро да се тропне на вратата кај психијатарот, па може би гинекологот и психијатарот заеднички да најдат решение за незиниот проблем? Да. Тука нормално е, барем кај еден од тие двајца, или кај сексолог. Да, може и кај ендокринолог да отидат. Многу е битно да се знае па и поврзаноста меѓу самите доктори, за да се упати жената кај што треба. Неретко и органски болести, значи било и инфаркт, кардиоваскуларни, диабет, значи сите тие органски болести придонесуваат на психичка основа да либидото се намали. Значи тука ќе дојде може на гинеколог, а треба да биде препратена кај психолог, психијатар. Значи тука може повторно има решение. Така, тоа е најважно се знае дека има решение. Доктор, ќе ви благодарам многу што бевте денешна гостинка во Телма амбуланта, што ги појаснивте основите и суштината на естетската гинекологија и решенијата што таа ги нуди кога станува збор за интимната регија кај жената. Ви благодарам на поканата. Се надевам првен дека жените, оние што ќутат да речеме, ја разбраат темата. Се надевам, може би не во мојата ординација, може би во друга ординација, ќе побараат помош, меѓутоа битно е да знаат каде има решение за нивните проблеми. Така, да не молчат и да побараат решение за својот проблем. Почитувани, ова беше уште една емисија, уште една Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и гледајте не редовно во редовниот термин емисијата 12 часот и 45 минути, 12 часот и 50 минути на телевизија Телма, кога заедно ги прошируваме нашите видици за здравието. Пријатно!